повеќе или помалку би рекол излет во некакви партиски води, особено при составувањето на економската стратегија на ВМРО ДПМН. Дарко Лазаров, економски експерт, професор на Штипскиот универзитет, се враќа во студиото на Утински брифинг. Благодарам. Сте се распослали своје книги, предполагам нема да правиме онлайн настава. Така е. Професоре, има две мрачни стратегии за Македонија. Едната дека ние и до година не можеме да очекуваме економски раст, иако тоа ќе биде речиси на позитивна нула, дури и под тоа. А второ дека реално гледано спиралата на задолжување се качува до степен на дилемата дали можеме да издржиме. Тоа се моите констатации врз основа на искуството во анализата. Сакам да почнем со детекцијата на тековните состојби. Сега има различни толкувања колку е зголемен бројот на невработеността. Една е дека е 45.000 откако ковид пандемијата почна. Вчера веќе почна да се спорат меѓу себе министрите. Шопхас вели дека тоа е резултат на повратниците од економската емиграција, а Бектеши вели дека тоа не е точно и дека ние имаме 15.000 односно невработени врз основа на рецесијата што ги зафаќа фирмите. Која е вистинската слика? Добро, најпрво добро утро до вашите гледачи и благодарност уште една за поканата еве да подискутираме малку за некои економски прашања кои што ја тангираат македонската економија. Навистина секојаш ми е пријатно овде во ова студио со вас да разговараме вака отворено за и објективно, низ една објективна призма за состојбите со кои се соочува македонската економија. Ја многу добро на почетокот ја отворивте дискусијата и ова денешна, односно утринска дебата и јас ќе се присетам на една наша претходна дебата во која што го констатиравме речиси истото дека 2021 година, крајот на 2021 година Македонија нема да го достигне нивото на бруто домашен производ од крајот на 2019 година. И практично стапките на економски раст за годинава, односно последните проекции, оние кои што се проектираат за следната година, тоа го потврдуваат. Имено последните проекции на Меѓународниот монетарен фонд укажуваат дека Македонија годинава ќе заврши со минус 5,4% негативна стапка на раст, односно рецесија, што не е далеко од вистината, имајќи ги во предвид индикаторите кои што се случуваат во третиот квартал и еве во првиот месец од четвртиот квартал и покрај тоа што резултатите за стапката на раст за третиот квартал се уште не се достапни од Државниот завод за статистика, меѓутоа пак ја повторам, проекциите некаде дека Македонија ќе заврши минус 5,5% се реални согласно фактот дека имаме пат на индустријското производство и во третиот квартал и првиот месец од четвртиот квартал, односно месецот октомври, имаме нето одлив на странските директни инвестиции, исто така во третиот квартал. Индустријското производство во октомври, ДЗС соопштува, е 5,2% падот. Падот, да. Што значи дека кумулативно јануари и октомври падот е 11,3%. Само индустријското производство, што во основа е дел базата на бруто општествениот производ. Ако сме тамо минус, тоа значи дека ќе треба многу време на исчекување нашата индустрија да се зашлепи на евентуалното реобновување на индустријски капацитети на Запад, каде што ние обично се ориентираме. Што сега, според вас, е важно владата да направи или не сторува заради доминација на овие падови на производството? Видите, индустријата не може да ја гледаме на краток рок. И овие проблеми кои што се случуваат денес
во делот на индустријското производство, нормално дека се резултат на кризата, влијанието на кризата, падот на светската побарувачка, бидејќи најголем дел од преработувачката индустрија е извозно ориентирана. Така да падот на светската побарувачка дефинитивно и на нашите традиционални трговски партнери дефинитивно ја влече назад. Меѓутоа, пак ќе повторам, не може да ја гледаме на краток рок и не може да едноставно ние градиме економија на среден и долг рок со краткорочни адхок несистемски политики. Ова е едноставно, неколку пати сме збореле, едноставно гаснење на пожарот, ако може така да се каже. Меѓутоа, проблемите кои што ги имаше Македонија и пред кризата, нема да исчезнат по завршување на кризата, напротив, тие ќе се кумулираат и се потешко ќе им биде на македонските компании да извезуваат, да произведуваат, бидејќи ние имаме системски структурни проблеми со нашата конкурентност и мислам дека владата, тоа е мое мислење, дека владата навистина погреши во период 2017 се извинувам 2019 година, кога во услови на позитивни светски текови не влезе во тие суштински храбри политики во делот на преструктурирање на економијата и така натаму. Сега видовме дека во четвртиот пакет на антикризни мерки одредени барања кои што од комориите, од бизнис асоциациите, од компаниите беа интегрирани, меѓутоа повторно ќе кажам, за жал, тие се пролонгирани за 2021 година, дел од нив ќе започнат на почетокот на 2021 и се уште не е известно дали и какви резултати ќе дадат истите во делот на справување со самата криза. Меѓутоа, видите, и друга работа мора да потенцирам овде кога веќе зборуваме за тековните состојби. Еве вчера излезе официјален податок од Народната банка дека Македонија втор квартал поред има нето одлив на странски директни инвестиции и од 5,4 милиони евра, ако не се лажам, 9,3 милиони беше нето одливот во вториот квартал, некаде околу 15 милиони евра за 2 квартали. Тоа е знак дека странците не се баш многу сигурни. Точно. Или дека на тој начин си ја префрлаат екстра профитот и дивидендата во овие кризни услови. Видете, зашто нема навестување дека ќе затвараат капацитети. Не, дефинитивно тие нема да затвараат капацитети, меѓутоа од една страна потенцијални нови инвеститори нема во државата, од друга страна и постоечките ги забавуваат своите инвестициски активности кои што ги почнале или ги најавиле за годинава. Меѓутоа, едно логично прашање, знаете, и една логична констатација која ќе презентираме овој податок за нето одлив на странски директни инвестиции и за нас и за гледачите, еве па добро, тоа е криза, нормално во услови на криза, нели се намалуваат инвестициите и така натаму, сите земји се соочуваат со одредени проблеми, нормално нели инвеститорите се попредпазливи и слично, меѓутоа еве јас ќе ви презентирам ексклузивно за вашите гледачи една анализа која што синоќ ја направив апропо ова со третиот квартал и нето одливот на странски директни инвестиции во Бугарија, нашиот источен сосед со кој нели сега сме во некаков тип на нели на караници заради други прашања. Во третиот квартал од 2021 година во услови на криза има 21 или 20? Се извинувам, 20 година има 500 милиони евра странски директни инвестиции. 350 милиони евра странски инвестиции има Србија. Србија во периодот втор и трети квартал, кога ние имаме минус 15 милиони евра нето одлив на странски директни инвестиции, слушајте ме внимателно, има 930 милиони евра инвестиции. И сега ние зборуваме за криза или зборуваме за некои погрешни економски политики не во овој период, туку во периодот од 2017 до 2020. Зошто го зборам тоа? Затоа што ако нешто требаше да се задржи од претходната влада на ВМРО ДПМН беше моделот на странски директни инвестиции. И сигурно ќе се потсетите, голем број на гледачи го знаат, овие 930 милиони евра странски директни инвестиции на Србија и ваквите резултати на Србија во делот на привлекување на странски директни инвестиции е базиран на моделот кој што беше копиран од македонската политика, тогаш креирана за привлекување на странски директни инвестиции. И со буџетот навестува сега можно, сега се разбира, тука е прашањето како ќе се пополнува буџетската дупка, но навестува меѓу другото привлекување на странски инвестиции преку приватизација, реприватизација на државниот капитал со јавно и приватно партнерство околу изградбата на хидросистеми и така натаму. Дали, пред да се вратам на марихуаната, што е вака потајно оружје на Заев и на оваа влада, дали мислите дека
е возможно да се привлечат инвеститори кои ќе управуваат со тецни готино, кои ќе влезат со 500 милиона за изградба на галиште, Чебрен и така натаму, дека евентуално новата зелена енергија или ова би можело да привлече нови инвестиции во таа сфери кои би ги компензирал статичноста на тешката индустрија. Видите, јас не би се согласил во последниот дел од констатацијата тешка индустрија, затоа што ако ги погледнеме Гринфилд, странските инвестиции кои инсталираа своји производни капацитети од период 2007 до денес, заклучно денес, се во најголем дел од нив се во високотехнолошки интензивни индустрии, така натаму автомобилска индустрија, машинска електроиндустрија, кои што на пример се индустрии за кои ние имаме некаква компаративна предност. Во делот на приватизацијата мора да разграничиме странски директни инвестиции, односно гринфилд инвестиции и приватизација во форма на преземање на некакви постоечки деловни капацитети во државата. Ние имаме лошо искуство дефинитивно и вие подобро од мене го памтите тоа лошо искуство во делот на приватизацијата. Меѓутоа јас би потенцирал тука еден сегмент кој што беше нотиран од страна на министерот за финансии дека најголемата причина за евентуална продажба на овие капацитети, кој што еден дел од овие капацитети, не сите, зборам во делот на енергетика, туку мислам за пошти и за железници. Според неговата изјава, јас ја слушнав и во медиумите и во собранието, беше да се пополни буџетскиот дефицит. Ако ние продаваме капитал, односно државен капитал за да пополниме дупка во буџетот, тогаш сме го потрошили, тогаш не сме завршили работа. Нема нова создадена вредност. Така е. Ако ние целта и мотивот да приватизираме нешто е за да го подобриме перформансот на работење на тие компании на крајот на денот за потребите на граѓаните и за потребите на компаниите, бидејќи ќе се присетите најголемите извозници во Македонија и Стопанската комора на Македонија неколку пати апелира во делот на приватизација на железници во насока на зголемување на конкурентноста на македонската економија. Една мала можеби додавка дека сепак ако се рестартираат овие, да речем, загубари или замрзнати капацитети, дека тие сепак ќе акумулираат дел од работната сила која сега останува без работа и дека тоа е можеби можност, бидејќи сепак тие како и да ќе побарат некоја нова квалификувана работна сила. Дефинитивно, меѓутоа, за жал морам да констатирам, тоест пак ќе речам моје мислење дека нашето искуство не го покажува тоа. Еврокомпозит беше предмет на евентуална продажба, преземање од странски компании, меѓутоа сите тие анализи, физибилити студии покажаа дека таа инвестиција не е рентабилна, затоа што видите технологијата во овие 20-30 години на вистина е унапредена, така да таа технологија која се користи таму веќе е застарена и нефункционална. Понатаму поголем дел од тие луѓе кои што имале некакво искуство, ноу-хау, вештини, таму веќе се луѓе на возраст во пензија, да речам. Така да враќањето на тие капацитети во полна форма мислам дека е прилично дискутабилно прашање. Во делот на енергетиката спомнавте, точно во овој период постои тенденција за обновливи извори за користење на обновливи извори на енергија секаде во светот и ние тука треба навистина да се вклопиме во таа меѓународна шема, бидејќи постојат меѓународни светски инвеститори и странски инвеститори кои што имаат интерес тука, но треба да бидеме прилично внимателни и да им кажеме на граѓаните дека таа обновлива, тоа производство на електрична енергија од обновливи извори е прилично скапа работа. Ме разбирате зошто? Затоа што ако ги погледнете условите за инвестирање, еве да речем во обновливи извори на енергија, ќе видите дека државата за тие инвестиции дава одредени премиуми, одредени фидинг тарифи и така натаму и тоа се пак повторно на некој начин субвенции. Значи на некој начин субвенции. Точно тие ако погледнете од еколошка гледна точка навистина се исплатливи за државата, бидејќи ние имаме проблем со рек битула во делот на загадување и така натаму, односно користење на фосилните енергија. Понатаму исто проблем е и со недостигот на јаглен. Во наредните 10-20 години навистина Македонија мора да размислува долгорочно во делот на обезбедување на одржливо обезбедување на електрична енергија. Тому го оставам и тоа прашање или оставите ми го мене, утре гостува овде директорот на ЕЛЕМ Васко Ковачевски, токму меѓу другото само и за тоа треба да разговараме за
капацитетите на РЕК, битола издржливоста и така натаму. Професор Дарко Лазаров, гостин во утрински брифинг, професор на Универзитетот Гоце Делчев. Продолжуваме разговор околу исчекувањата од инвестиција, не само буџет на социјална карта и така натаму. Пред да поминеме на овој дел, само една мала дигресија. Со неколку соговорници пред тоа реков, овој буџет е категоризиран како здравствен буџет. Јас би додал и поише како социјален буџет заради справување со коронавирусот. За разлика од другите досегашни или повеќето беа развојни, па не знам, енергетски и така натаму. Ве прашувам дали мислите дека е добро спакуван така наречениот здравствен буџет? Дали при тоа имаме комплексност на зачување на животот, зачување на работни места и здравието на луѓето кои сега се заболени, утре треба да бидат работна сила или треба да живеат? Добро, можеме да го поделиме ова прашање на неколку сегменти. Прво во делот на здравството, во изминатиот период, бидејќи кризата веќе 6-7 месеци е нели актуелна во нашата земја, беа направени и одредени пренамени нели со буџет, со ребалансот на буџетот, и првиот и вториот беа пренасочени некои средства кон здравствениот систем, но за жал гледаме дека тие здравствени капацитети во овој ек на пандемијата, нели овој вториот бран, не се доволни, нели требаше да се изградат тие модуларни болници и така натаму, меѓутоа тоа не се случи. Дали со новиот ребаланс, дали со новиот буџет за 2021 година тоа ќе се направи, не можам да тврдам. Зошто? Затоа што, видите, господине Чомовски, ако ние го погледнеме периодот наназад, па дури да речеме и во подолг временски период, најголем дел од тие капитални инвестиции и тие најавени инвестиции во здравство, во образование, во инфраструктури и така натаму, во рамките на иницијалните буџети не били имплементирани. Особено во последните неколку години, кога имаме страшно отстапување. Еве сега ќе ви кажам, во 2019-та, со иницијалниот буџет од 2019-та година, 2020-та година, биле проектирани 390 милиони евра капитални инвестиции. Во моментот, заклучно 10 месец, имаме реализација 150 милиони евра, или тоа е 38% од иницијалниот буџет. Буџетот за... Има уште еден парадоксален податок, дека до крајот на годината 5 милиони ќе бидат одвоени за доизградба и изградба, рехабилитација на новиот пат Кичево-Охрид, и тоа само по себе зборува за скромните капацитети со кои располага овој буџет. Дарко Лазаров, да се вратиме на привлекувањето на странските инвестиции и продажбата. Има една работа која е прилично симптоматична. Ние не се прославивме со приватизацијата. Прашање како ќе се прославиме со оваа така наречена реприватизација. Постојано си го поставував и тогаш и сега прашањето. Ако не сме способни да менаџираме, зошто не купиме менаџери кои би можеле да управуваат и да ги реорганизираат овие капацитети кои се умрени? Можеби одговорот на тоа прашање лежи, или решението на ова прашање лежи токму во тоа што вие го потенциравте, меѓутоа јас сум присталица на тоа дека ние имаме домашни капацитети, ние имаме луѓе кои што знаат. Меѓутоа е потребно да бидат поставени на вистинските места во вистинско време и навистина мора да се смени таа мантра, тој мајндсет, тој систем на вредности кој што беше нарушен во процесот на приватизација. Да се врати и кај младите луѓе, да се врати тој општествен интерес, дека вие како поединец во оваа земја треба најпрво да дадете, да придонесете за државата, да придонесете кон одреден општествен интерес, а потоа да ги гледаме нашите лични интереси. За жал, во изминатиот период, најголем дел од луѓето кои што беа на раководни позиции, кои што можеа да менаџираат со таков тип на капацитети, во најголем дел од времето и енергијата го трошија за остварување на некакви лични интереси, и можеби тука треба да ја вараме клучната причина. И не само тоа, туку ако министерот Бесими вели дека продажбата ќе оди за покривање на буџетскиот дефицит, тоа за да се изведе таа операција од сега да се почне треба најмалце 2 години за да се реализира, за да стигнат, наречем условно, некакви одредени физибилити студии, одредени пари и така натаму.
Дали премиерот Зоран Заев игра на картата на марихуаната, на претварање на Македонија во едно канабис поле? Видете, мислам дека тоа е тотално погрешна политика и мислам дека е помалку или повеќе еден дефокус на јавноста, затоа што вие не можете да ја развивате македонската економија со една таква се уште алтернативна неиспитана гранка. Точно е дека тој бизнис, нели, има некакви развојни потенцијали, меѓутоа во рамките на законските можности кои беа определени претходно, а тие беа определени во насока на производство, нели, на масло од канабис и извоз на странските пазари. Меѓутоа она што мислам дека ние треба да го работиме дома во делот на зголемување на конкурентноста е во оние сектори, во оние индустрии каде што Македонија има одредени потенцијални конкурентски предности. Ние имаме тука и земјоделие кој што е навистина руинирано, навистина на многу ниско ниво, може многу овде да се работи во делот на модернизација, производство на здрава храна, производство на органска храна, производство на производи со висока или со повисока додадена вредност и така натаму, понатаму во делот на, пак ќе рече, во метално-преработувачка, машинска електроиндустрија, во делот на ИКТ секторот. Тоа е една вистина еден сектор со брзо растечка динамика, особено во периодот на кризата. И мислам дека тука треба да биде фокусот на интерес на македонската економија во овие индустрии. Можеби и тој бизнис може да се развива, меѓутоа мислам дека не во овие размери и не во овие рамки во кои што е најавувано, особено не со легализацијата на марихуаната за рекреативни цели, во делот на зголемување на понудата на туризам. Па видите, ние сме една земја која што има навистина голем број на културни богатства, навистина голем број на природни богатства, место тие да ги развиваме како одредени туристички понуди, ние ќе влегуваме во некоја авантура која што мислам дека ќе ни донесе многу поголеми загуби социјални и општествени отколку економски придобивки. Да не бидеме така црни, сепак да оддадеме признание дека има знаци на нови индустријски капацитети во живинарството, една огромна и добра инвестиција на Догани со предпоставка дека тоа ќе се претвори во еден серијал на такви фарми за пилешко месо која би било инвестиција од 50 милиони и така натаму. Дали ќе бидеме претекнати или времето ќе ни истече во оваа криза за главните геостратешки игри во кои енергијата станува составен дел на таа игра. Во овој момент лутаме во таа така наречена наша стратегија за енергетските ресурси, која Мануја ја правеше до 2040 година. Сега имаме парадокс. Побаравме да учествуваме во Белене. Бугарската влада дури не најде за потребно од лани тој одговор да ни го достави. Но од друга страна има изгледа поместување геостратешки со тоа што американците не принудуваат или не водат кон вториот алтернативен гасовод и можеби гасна централа на Александрополос. Дали е тоа само геостратегија или реален енергетски интерес? Добро, јас не сум енергетски експерт и не сум го проучил ова прашање во делот на алтернативите на Македонија во делот на енергетиката, меѓутоа мислам дека особено овие инвестиции евентуални кои вие ги спомнавте, меѓутоа мислам дека излутавме, мислам многу брзо вака авантуристички во тој процес за некаков интерес кон Белане, па се вративме, ретериравме назад. Тоа покажува управо дека сме немале некаква стратегија долгорочна или стратегија на среден рок. Добро, и бугарите уште лутаат околу Белане, така што тоа... Не, тие си лутаат, меѓутоа ние залутавме заедно со нив. Тоа сакав да кажам. Меѓутоа, она што е битно е дека мораме да работиме на подобрување на енергетскиот сектор, бидејќи тоа е базичен сектор. Тоа е едната работа и втората работа, ова што кажавте вие, ние сме многу мала земја. Потенцијалот инвестицијски во делот на енергетика на Македонија не е многу голем, така да ние мораме во рамките на тие проекти
планирани Чебрен, Галиште и така натаму, мораме да бараме нели странски партнери. Меѓутоа, она што мислам дека е и апел до креаторите на политиките, особено и во енергетиката, е тоа дека ние треба да го гледаме општествениот, долгорочниот интерес на државата. Не е само вие да ги дадете тие капацитети клучни енергетски на странски инвеститори, туку мислам дека Македонија треба да најде начин и да смогне сили да едноставно со дел од позајмувања, сопствени извори и така натаму, да учествува во тоа приватно јавно партнерство. Тоа е мојот вака апел. И втората работа е во делот на максимално користење на тие можности во делот на производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, меѓутоа со задржување на цената на електричната енергија на некој ниво кој што соодействува со животниот стандард на македонските граѓани. Бидејќи, внимавајте, вие можете, не знам, за 4-5 години, тука има доста интерес, тие физибилити студии, стапка на поврат на инвестициите се навистина големи, за десетина години се враќаат инвестиции од, не знам, 100-150 милиони евра. И тука странци ќе најдете вие потенцијални инвеститори во овие проекти, не во сите, меѓутоа во дел од нив. Меѓутоа, од друга страна, ќе повторам, треба да ја гледате и другиот аспект, а тоа е цената на електричната енергија. Цената на електричната, односно трошокот за производство на електрична енергија од обновливи извори е многу повисок неголи трошокот од фосилни горива. Зборам од економска гледна точка, не од еколошка гледна точка. Сега, вие точно дека некои земји во Европа, не знам, Норвешка и некои други земји, најголем дел од производството го базираат на обновливи извори на енергија. Меѓутоа, струјата таму е 6, 7, 10 пати повисока од струјата во нашата држава. А животниот стандард на македонските граѓани е многу понизок од животниот стандард на граѓаните во Западна Европа. Се заслади нафтата, така да тоа направи престижен растеж и така натаму. Меѓутоа, мислам, само уште ова да го додам, мислам дека во делот на фотоволтаиците, во делот на користењето на сонцето треба да бидеме малку да речем, агресивни во користење на тие можности. Завршувам таму кај што почнавме. Постои ли опасност од нов бран на невработено со оглед на продолбочувањето на кризата, можноста да се заострат мерките во борбата против ковидот, ограничување на работно време, на можноста да се влие врз одредени индустријски капацитети и се разбира овој дел на потрошувачката, секундарните дејности да бидат доведени во прашање. Видите, навистина влегуваме во повторно ќе речеме еден неизвесен период. Зошто? Затоа што и најавите на меѓународните институции и очекувањата наши овде беа дека нели третиот квартал веќе ќе се враќаме во некој нормала, а четвртиот квартал ќе дојдеме на некој ниво од четвртиот квартал минатата година. Меѓутоа, за жал, ескалацијата на здравствената состојба во земјата не го дозволува тоа и сега влегуваме во една фаза во која што може да се случат одредени законски рестрикции, меѓутоа и да не се законски рестрикции, тие ќе бидат природни рестрикции, затоа што луѓето само иницијативно нели ќе ги ограничат своите активности, меѓу другото и економските активности, за да си го заштитат своето здравје и живот. Така да мислам дека во наредниот период нема да има драстично подобрување на економската состојба, особено не во четвртиот квартал од годината. Можеби првиот квартал или вториот квартал од 2021 година ќе бидат некој период со позитивни знаци за економијата, но повторно ќе кажам, ова е голем удар за македонската економија, затоа што на крајот на денот ние го потрошивме фискалниот простор, тоа мораме да го потенцираме, веќе влегуваме, ја надминавме таа психолошка зона на 60% од бруто домашниот производ, ќе дојдеме некаде до крајот на годината според моите проекции, според проекциите на буџетскиот дефицит и проектираната стапка на економски раст околу 64-65% до крајот на годината, зборам јавен долг како процент од бруто домашниот производ, што од друга страна и тоа го потенциравте и вие во една од вашите излагања, односно дискусии и прашања, е дека ние немаме капацитет да го сервисираме тој долг, затоа што едноставно овие пари кои што беа потрошени за тековни расходи, така да од друга страна на Македонија ќе биде многу потешко во наредниот период да иницира било каков развоен процес, бидејќи било каков развоен процес бара финансии, бара средства, а вие многу потешко ќе можете да ги обезбедувате тие средства во наредниот период со оглед на тоа што нели тој фискален простор ви е ограничен, така да морам да потенцирам овде
дека мора да се преземат одредени радикални економски мерки, радикални економски политики, можеби на краток рок ќе бидат болни, меѓутоа ова криза можеби е можност од која треба да тргнеме во делот на преструктурирање на македонската економија, кој што ќе трае сигурно 5 до 10 години, но на крајот на денот сум сигурен дека тоа ќе вроди со плоти, дека тоа ќе е единствен начин, единствена алтернатива за Македонија долгорочно и одржливо да го подобрува животниот стандард на граѓаните, бидејќи видовме дека сите тие гимнастики краткорочни со буџет од земање од тука, давање на друго место едноставно немаат никаква развојна нити одржлива компонента. Професор Дарко Лазаров од УГИТ, економски факултет, беше гостин во утрески брифинг. Му благодарам и него на оваа тема. До крајот на неделата ќе имаме уште соговорници. Меѓу другото го најав утре Васко Ковачевски, директорот на ЕЛЕМ, за енергетската состојба и потенцијали и ризици во Македонија. Потоа, на оваа тема што ја начнавме, кон петок ќе разговарам и со еден од авторите на стратегијата за енергетски развој во Македонија до 2040 година, Дединец од Ману. И ќе биде интересно, зашто во меѓувреме би требало да одговориме овде во студиото и на прашањето на парадоксот. Пари сите велат дека нема, а градежништвото е во експанзија. На што се должи тоа?